Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва мој гостин да е Милан Стефановски, безбедносен експерт, аналитичар. Добре дојде. Добро венетов. Милан, еден аспект кој што досега мислам и него фатија. Зборуваме за марихуаната, ова што се случи е неверојатно за многу поголеми земји, не па за Македонија. 41 тон од прилика досега, премиерот најави дека ќе дојде бројката можеби и околу 100 тони марихуана. Гледано онака да го наредите во камиончиња, комбиња, не велеско што се шегувавме за тие 40 тона, 100 тона ќе бидат, Гевгелија може и ќе пробиеме на кај Јужна Македонија или Грција. 10. Така, да. Но оној аспект кој што него фатија е безбедносниот аспект. Еве, што доколку не се фатеше, не се запленеше ова марихуана, дрога, канабис, како и да го наречеме. Што ќе продуцираше ова за Македонија од безбедносен аспект? Премногу марихуана и сега вака запленета, нели? А не па не запленета, што ќе представуваше таа за Македонија? Да, генерално сите облици на организиран криминал, без разлика дали станува збор за опојни дроги, дали станува збор за други криминални дејанија, кокаин, нелегална трговија со оружје, сите тие црни пари понатака можат да финансираат поголеми организирани групи, терористички организации, во најмала рака, нелегални финансирања на организации кои понатака можат да го подријат уставниот поредок. Оттаму ова акција треба се гледа низ призма на безбедносна, да речеме, безбедносен пробив на безбедносните служби, бидејќи не е тоа само една обична полициска акција, се гледа дека станува збор за силно организирана шенма која задира во поголеми организирани облици и политички партии кои им биле база или подкритие да слободно они действуваат и тргуваат. Оттаму е за поздравување оваа акција, би требало да се оди со расчистување до крај на сите елементи и би требало исто така да биде показател и се градат претпоставки дека таа развиена мрежа функционирала паралелно со политички партии кои биле понатака на власт, бидејќи основашите или скрените собственици се блиски политички структури на сега опозицијата СДСМ. Марихуана ленд се шегуваат луѓето дека сме биле бидејќи бевме, да не се лажеме, особено во времето на претходната влада, имајќи предвид дека плантажите си работеле, како што си работеле, но имавме еден друг проблем, се викаше банди, наркомафија буквално кажано, која што беше сотрена минатата година, особено април, мај месец имавме многу силни акции околу Беланоца, претходно и потоа со Грчец, така што се секна и дистрибуцијата на ова марихуана, можеби не само на она што било запленето, се заплене напати повеќе марихуана, чие што потекло и не го определуваа точно од каде. Најверојатно за жал доаѓало таму од каде што сите знаевме дека доаѓа и предпоставувавме, но ова е покомплексна борба за безбедноста општо гледано. Имаме произведувачи, имаме дистрибутери, конзументите се башка, иако оваква количина не е само за Македонија. Ова одело надвор постојано, така што сега кога зборуваат за каналите, многу добро ги знаат тие каналите, и да се сетиме, имавме ние и ембарга кон Србија, кон нас, во исто време некој работеше се шегувам јас, со пиперки, ајварки и со не знам што не, се шверцуваа, работиве, каналите се општо познати. Ако дрогата стигнала некаде, многу веројатно дека не поминала само преку граници и сите тие работи, но општо гледано ова беше една многу поопсежна битка и со наркомафијата која што се изведе до сега, но и сега со произведувачите кои што испаѓаат, како што кажа и ти, блиски со една опозицијска партија. Зенитот на произведувачите практично ја доживеа својата кулминација тогаш кога СДСМ дојде на власт. Сите ние паметиме дека генерално тогаш Заев, па понатака можеби Ковачевски ја протежираа таа законодавна компонента да се легализира
и да се отворат вратите до некакви си инвеститори кои ќе донесат многу милиони Така, во тој мислеле напред бизнес. како да ја пласираат дрогата просиштите, Па, да, они сакаат легализација, јавно го правиш. Подкритието би било на црниот пазар со тоа што вие имате легална структура која ќе прави некаков нуспроизвод, но на крајот и директно би имало илегална трговија со марихуана која би требало да носи многу пари. Но да ве потсетам, таа структура, таа култура градење околу СДСМ започна со шарената револуција. Да ве потсетам дека таму голем број на левичари, либералисти, конзументи на наркотични средства ја генерираат таа на некој начин слобода да се изразуваат и да општат и да живеат во држава каде што ќе нема правила, едно анархистичко сценарио. Тоа добро му дојде на Заев, тоа им беше храна на тие кои генерално се занимаваат со наркотици, нивен животен стил е. Еден пратеник и го фатија жив, даде оставка и помина така, ако се сеќаваш. Па да, Павле Богоевски, мислам, еден од челните луѓе на шарена револуција. Па тоа беше да се привлече за жал поголем дел од младината која наоѓа некаков вентил во користење на некакви опојни средства. Тоа е светски тренд, но зенитот го доживеа тогаш кога беше буквално дозволено на улиците и ќошињата во главниот град и насекаде да се најде секогаш марихуана, кокаин, и тоа беше на микрониво сведено. Јас во еден дел од својот живот живеев и во Струјница, таму луѓето беа, јас имам голем број на пријатели таму, беа шокирани како во еден помал град, конзервативен, во времето на СДСМ буквално можеше по кафичите, дискотеките и кафаните и на улиците да се најде и кокаин и јавна тајна беше тоа, насекаде дека беше најлесно да се најде тоа време. Тоа пак тоа нелегално финансирање на тие криминални групи им дозволува да имаат сила и општо беше познато во времето на СДСМ дека нели секоја држава има мафија, кај нас мафијата имаше своја држава и тоа и буквално се покажа и кога криминалните картели од типот на Грчес или на Бела ноча се судира на скопските улици, имаше бројни убиства, редовно ја напушта државата, затоа немаат СДСМ морален дискурс да разговараат дека порозни биле границите или 5 тони марихуана завршиле во соседните земји. Буквално ракописот на таквите дејанија го има они. И во таа смисла беше опасно, бидејќи видите кога ви имате државни структури кои стојат зад мафијата, тогаш државата ви е во опасност и тоа е безбедносен проблем број 1, бидејќи тогаш вие немате буквално контрола. Се сеќавате наоѓа големи количини на оружје, на експлозиви. Во таа смисла државата изгуби контролата во тоа време над наркомафијата. Тоа е опасно и сега е на некој начин тие маневри со цврстата рака на полицијата, на организираниот криминал, на тие професионалци кои сега го на некој начин го водат овој процес или размонтирање на наркокартелите, буквално ги блокира сите оние маневри на мафијата, истие сите процедури и процеси кои јавниот обвинител, односно обвинителството и полицијата во константно се бори и ги објавува, но треба да има на крај судска разврска околу тоа. Колку мислиш дека е поврзана, бидејќи беа поврзани, како што и самиот кажа, мафијата и државата, не се знаеше кој кого води, поверојатно мафијата, но еве, минативе години се спастри дел од таа мафија и тоа е факт кој што го зборуваат и луѓето и на улиците и полицијата, дека работата е смирена. Колку таа не таква каква што беше достапност до марихуаната и уништувањето на картелите македонски, знаеме кои се двата, најголемите беа уништени, претпоставувам и дека тоа и одстрана што било, нели, немало сила бидејќи ги нема Беланоца во таков залет како што беа Грчец и сето тоа. Колку тоа придонело оваа марихуана која што била предвидена за некаде, а не била предвидена за медицински цели, да заврши во оние магазините така натрупана, не е шегано. Кога немаш дистрибуција, овата останува. Да, така е. Но видете,
тоа е еден дел од мозаикот на целиот криминален онограм. Ако вие го поставите и видите дека СЈО работело онака како што сега се открива, по диктат на политичка партија. Така, трет денеска излезе прости јавен обвинител и го кажа истото кој што го кажа претходно Херулахи кај мене, потоа Кадрију кај колегата Бетмен во Република во интервју за Република и Јово Цветановски го кажа, значи премногу луѓе го кажуваат истото за да не биде вистина, прости што те прекинувам. Не, во ред, мислам, држи таа и теорија и тоа е точно, но зошто сега луѓето, бидејќи сега веќе има промени во обвинителството. Веќе државата ги презема да речеме плугите на оние ефективна власт. Веќе институциите делуваат, луѓето се охрабруваат, не сме заробена држава и стравот да. И веќе луѓето почнува да зборуваат она што сите не го знаевме. Но она што СДСМ не го знае или се прави дека не го знае, е дека они буквално на една онограм хартија, ако седнете да ќе видите дека како Коса Ностра делува, ви имате криминалци кои беа сликани јавно со политичари, министри за внатрешни работи и така натаму. Они хараа низ градот, има секако вид на заштита. И се занимава со тешки облици на криминал, на рекет, на кокаин, дистрибуција и така натаму. Од другата страна е марихуаната и канабисот, нелегалната трговија со оружје и цигари. И тоа е сега мотивот зошто вие земате пари од нив. Затоа што вие треба да се богатите, нив да ги храните, они да вас да ви носат гласови и црни пари. Проблемот зошто ви се потребни црни пари, заради тоа што они сакаат да ја поклопат државата, да финансираат медиуми, да финансираат невладини организации, да финансираат криминални групи за да опстојат на власт. Зошто да опстојат на власт? Крајниот мотив беше првен промена на уставното име, понатака да се имплементира договорот од Бугарија. Затоа можеби дел од меѓународната организација и заедница имаат поддршка за да ја сработат нивната работа. Народот тоа го препозна, ги смени на избори и сега треба да очекуваме размонтирање на целиот тој процес на хибридни и криминални действувања против легално избрана тогаш влада. СЈО, темата СЈО ја бранува јавноста веќе подолго време, убаво кажа ти, работи што ги знаевме и тоа беше јавна тајна. Зошто е формирано СЈО, како функционира СЈО, опис исчезна над 4,5 милиони евра без никој да каже каде се потрошени. Ги гледавме оние трите Чарлиеви ангели кои што потоа ги нарекоа ѓаволици, нели, натаму отиде работава, Бубевски кој што денеска се јави, на вистина се јави откако и Хајрулахи и нели Лейла го кажа истото што го кажа денеска и Јово Цветановски, значи постојано луѓето излегуваат, ја мислам дека им помина стравот најмногу и самиот велиш се сменуваат работите во јавното обвинителство, па собраа храброст да го кажа тоа што сите го знаевме, но добро е да се кажат овие работи и конечно да се направи, мислиш дека ќе се направи една вистинска, реална, нормална истрага за СЈО. Знаеме што беше, дувол беше тоа на СДСМ, на СДС. МТО не им одговара многу. Значи беше нивно дубо, слушаме како функционирало, нешто што знаевме. Доаѓале им пишувале, им кажувале така, се гледаше според обвиненијата, настапот каков беше на онаа Катица што заглави во ќорка заради рекет, сачувај Боже, по тоа оделение требаше клуч да стават. Да. Веднаш да стават клуч на врата, откако тоа го направи. Првиот човек се искаже, што повеќе, нема веќе кредибилитет, не, таа институција продолжи да функционира и потоа тие што беа само влегува во највисоките тела на јавното обвинителство затоа што повторно на власт беше СДСМ, па првин се шлепаа со Јовевски, па потоа со Косевски. Мислиш дека конечно ќе им не се најде креват? Они го тестираа моделот, СЈО им ја заврши нивната работа. Им ја сработа црната работа, ловеа вештерки, ги притиска луѓето со лажни изјави, монтирани процеси и генерално тој модел кога се компрометираше, оно што се испадна со аферата рекет и така натаму, буквално они го врзаа за јавното обвинителство, бидејќи тамо тоа им беше потребно, за да може они да продолжат со криминалот. Она кое најмногу иритира е тоа што буквално они имаа врзани раце и може да си решаваат за човечките судбини без никаков правен доказ, без никаков правен елемент и сега тоа излегува на површина.
и во Америка издегува на површина действувањето на длабоката држава и на голем број на невладини организации кои биле задолжени за хибридни вради. Првиот разузнавачка во Соединетите американски држави во своите новогодишни на некој начин стратешки документи повикува на истрага на организации кои рушиле легални влади, кои биле десно ориентирани. Во таа смисла таа врзана паповчна врска, матрица сега се размонтира и на глобално ниво и тука. Ние должиме на државата, должиме на сите луѓе кои можеби некој се разболе, некој почина и така, да сеќавам се 27 имаше, да. Ние го должиме на правниот поредок на меѓународната заедница и на сите тие фамилии кои настрадале од ваков монструозен проект наречен САЕО, врзан со СДСМ и со јавното обвинителство. До таму отишло забегаността на таа власт да биде односно да биде подесетуваш на криминални структури, кој денеска многу тешко, но е за поздравување размонтирањето на целиот овој процес. И видите, тоа се случува паралелно. Сега се откриваат криминалните дејанија кои се тоа е криминал. Вие ако примените кон сила да изнудите сведочење, вие правите кривично дело. Ако вас САЕО или јавното обвинителство биле пандан за да може да си правите криминал, тоа е кривично дело. Тоа било врзано за да може да си ги остварат своите цели, продажба на националните интереси и ненормално душманско крадење и лично богатење. Сега доаѓа време да си се плати цекот на таквото однесување. Ние тоа го должиме и ние, вие како медиуми и ние кои го анализираме ова, конечно да профункционира правната држава. Без правна држава нема силна држава. Без силна држава нема економија. А ако тоа профункционира, влезот во Европската Унија е само техника, а не е методологија. Оттаму ние треба да го забрзаме ова, јавното обвинител да действува под опрен глас и веднаш да се расчистат сите тие дејанија кои на некој начин беа буквално да ја распадна државата до таа мера да ние влеговме во една депресија и тогаш државата не функционираше, народот беше во комплетна апатија. Сега веќе се други состојбите и мислам дека тука треба веќе да го изградиме тој систем. Ке продолжи ова лавина или домино ефект на сведоштво. Имаме двајца поранешни кои што веќе се адвокати и тоа видни. И Лейла и Хајрулахи беше шеф на Висшето скопско јавно обвинителство. Зборуваме исто така и за познат обвинител кој што единствен остана во фелата, иако суспендиран со години, Јово Цветановски. Значи, зборуваме за тројца видни, познати, ова со два факултети, овој таму работеле, долго искуство и се, кои што окажуваат буквално кажано истото за она што се случувало и во СЈО и во јавното обвинителство. Ама и првиот другар да продолжи овој тренд и луѓето полека да издегуваат и да кажуваат што се случувало. Русковска се одржи неколку подкасти, она го начнал. Бојан 13, личен другар на Заев, на Русковска и Венко Филипче, он почна да го размонтира овој процес. Сега следат обвинители, адвокати, ке се уваат луѓе кои имале директна или индиректна врска со чисто, можеби заради совеста, можеби заради тоа што они професионално веќе не сакале или се оградувале и сега нашле модус или сила или правна заштита да може да го обелодува това. Во крајна смисла е за поздравување бидејќи без разлика дали они денеска или утре ќе кажат. Ние тоа како народ го знае. Извештаите на Стејт департментот го потенцираат таа висока корупција и таа спрега меѓу судството и владата и високата корупција. Сега, нели, ќе биде тешко сето ова да се размонтира, но ова е самиот почеток и ако сакаме да ја оправдаме довербата и на државата и на граѓаните, ние имаме морална одговорност за да можеме да го размонтираме тој процес. Имаме 3 директни сведоштва на луѓе кои што порано биле директно вмешани во работата, гледале што се случува. Ова е повеќе од доволно за отворање на еден случај. Имаме 3 гласа што може да допрат, а не па трите, нели, до јавното обвинителство. Зборуваме за нов јавен обвинител КДИ кој што ќе биде назначен, со тоа ќе се смени и структурата, нели, хиерархиска таму, иако сега веќе со ВД
јавниот обвинител републички функционираат. Работи во Чебино, стравот го снемувал она што го правел Коцевски, што го правел Јовевски за да ги држи работите. Се шефот кога нели е таков секако дека останатите ретко кој ќе се реши како Хајрулаки или како Цветановски кој што му застана против иако ги шиканираше и сакаше да го укинат токму случајот за 4,5 милиони евра во СЈО. Но сега ова ќе продолжи особено со новиот јавен обвинител. Да, добро, но ветер во едра, 4,5 милиони евра беа буџетски пари насочени кон СЈО, но ние да не заборавиме преку криминалната афера Рекет 1 и Рекет 2 бидејќи се испумпани врз база на уцени огромен број на финансиски средства. Задача би било на новиот јавен обвинител, бидејќи нели изборот е сега во процедура, да се занимава со ова прашање затоа што криминал имало и ќе има, ситен, крупен, тоа ќе биде рутина на обвинителството. Тука станува збор за предмет кој задира во суверенитетот на државата, во уставноста на државата. Вие да спроведете операција, да елиминирате цел политички ешелон, да елиминирате демокрацијот глас на народот кој избра политичка опција, со конструкции е злодело само по себе. Тоа е злосторство и треба се третира со тешки кривични дела. Овие тројца што ги напоменавте се со професионален интегритет, треба да им се верува и секако е доволно да јавниот обвинител покрене процедура за конечно да се расчисти со тоа црно минато. Народот тоа го знае, затоа го казни на избори и никогаш не ја прецепираше, да бидеме реално, никогаш но народот не ја прецепираше СЈО како сериозна институција. Бидејќи тамо профилирањето на луѓето беа циркус сами по себе. Видете, тамо немаше никој кој имаше законодавна правна тежина. Никој немаше тамо тежина или бекграунд или габарит да има носивост на таква проблематика. Се гледаше дека беа избрани луѓе на владата на Заев, да не се лажеме. Ослика на Заев, одбрани, да се одработат. Веројатно такви профили им требало. До денеска имаш такви кои сакаат да се протежираат во јавноста, некои се маскирани, некои си побегнале во меѓувреме, некој се уште е вака медиумски активен, не може да побегнат од тоа што го направи ова зло дело на државата и тоа што се игра со човечки судбини. Мислиш дека јас тако чувствувам, мислам дека беа убедени, толку премногу убедени дека ќе помине тоа, така дека се што направија, сите оние удари врз идентитетот, починување, односно предаство на државата, нели? Криминалот, ова што го правеа со овие случаи кои што беа фингирани тотално, да не зборуваме за 27 април и браќата кои што се во затвор 8 години заради ништо, Заев изјави со ништо не им се одмаздил, на луѓе во 27 му одговорија веднаш дел од луѓето што се затвор, па 8 години во затвор, ако не е ништо за него, па нели може да пробаат и тие такво ништо, така да поседат некоја година, така? Во јавниот дискурс провладеа информација дека Заев ја координирал акцијата со Кацарска и со Русковска околу тежината на годините на каде што треба да бидат осудени овие луѓе, со самото тоа што он мисли дека требало да се одмаздува и дека он не се одмаздил или се прецепира за Бог, или ја заборавил дека он бил премиер. Одмаздата е емоција лична. Вие не може да се одмаздите. Вие не сте, како извршна власт, воопшто надлежен во судската, обвинителската и законодавната власт. Но он знае дека е црпнат од тамо кај што е дојден, пишуваше SMS пораки на луѓе тука дека он е проект и дека од надвор го спремаат него и така натаму, и затоа таа перцепција до денеска го следи. Он мисли ако 5 години не е во политичкиот живот, а направил еден тон криминал и учествувал во одмазда, видите, он вика не се одмазда до 27-ми. Прашањето психолошки, колку си се одмазда за други работи. Вас не може да ви амнестира тоа што вие политички 5 години сте во пензија, но кога сте направиле криминал ќе одговарате. Во таа смисла, негова емотивна реакција ги откри сите позадински игри кои тој претходно ги правил. Не знам зошто одат кон понценување на народот, на новинарите. Они влегува во војна со секого, со медиумски куќи, со новинари, влегува војна со институциите, бранат криминали, сега ги бранат овие
плантажери што се за марихуана. Пробуваат со спин како завршиле 5 тона. Јавна тајна дека вие не може да ја контролирате целиот тој транспорт на било која граница. Кај нив бегаа луѓе осомничени за тешки кривични дела, никогаш не одговара за тоа. Они беа во сувернација на криминалци кои тргуваа кокаин, кој е меѓународен. Сигурно тој кокаин не заврши на овој пазар, така да они треба да одговараат колку порозни граници имало. Овој спин дека нашле 5 тона у Србија. Друга, воопшто не е важно колку вие риба имате во езерото, ако не знаете колку имате на изворот. Сега во изворот се наоѓаат 50-100 тони марихуана, вие се фатиле за тие 5 тони марихуана. Мислам, тоа е патетично, но сите прочитани. Видете, они беа најактивни со сите тие циркуси пред локалните избори, граѓаните се окажаат тоа, не им пали. Они имаат, гледате, константно проблем со човечкиот потенцијал кој го ангажираат. Вие имате таму луѓе кои се познати дека конзумираат средства. Они се тие што единствено излегуваат на говорница, јавно тие луѓе им се првите пушки. Тоа уште е поинтересно, нели? Ама нема кој. Да. Од нивното членство пребега во Знам, друг во Левица. Друг во Левица, оние се девастирани комплетно, оние се трета, четврта политичка сила. Проба во МРДПМ и Христијан Мисковски да им подаде рака, да ги врати во политички живот, бидејќи тоа е потребна солидарската средба. Они се закопаа во рововите. Сакаат да војуваат од таа фрустрација со секого. Сите им се криви зашто се на тоа ниво, но на граните, гледате, не им е битно. Проектите се продолжуваат, дали ќе има Боливар вамо, дали ќе има Луна парк таму, дали Сейф Сити ќе профункционира. Ете, видите, они имаат огромен отпор кон безбедноста се. Они Сейф Сити го злоупотребуваат дека тоа било за казна, без да наведат дека секогаш стоеле знаците 50 км 30 години, има 50 км или 40, само не се почитува. И Сейф Сити не е само за сообраќајни прекршоци. А како се случат потешки форми на криминал, Сейф Сити така добро дојден. Во таа смисла се што е поврзано со ред и безбедност, они го компрометираат, бидејќи изворот на средствата што ги имале во минатото биле од криминални структури. Сега што правиме што викаат тие, што правиме, ако се сеќаш во рамки на таа шарената револуција, што правиме со оваа партија која што останува без финансиери, а меѓу другото денеска и призна Милан дека е блиска со нив. Како призна она што го спомена и ти, денеска буквално излегува во одбрана на канабис плантажерите и удрија по власта. Ако може да прочитаме нешто, денеска вака беше кажано на пресконференцијата, ќе ми простите, овие ми се задалеку, дали сите фирми се нелегални. Ова е пресконференцијата на Кузевска. Тоа ли го порачува Мицкоски? Што ќе се случи ако компаниите, пази, побараат одштета? Колку ќе чини оваа медиумска пропаганда која на крајот ќе ја платат граѓаните? Значи имаш повеќе инсинуации на невиност на овие наркоплантажери. Мора да ги бранат, ги платат. Значи имаш тука проблем, како прво најавуваат дека некој ќе побара одштета. Од каде знаат дека некој ќе побара одштета? Им кажа тој вистинскиот стопан од Дубај или пак наркоплантажерите. Велат, ова било медиумска пропаганда која што на крајот ќе ја платат граѓаните. Значи, внимавај, власта лаже, така случајно најде 40, а може би уште дополнителни 60 тони скриени, нешто не смело да ги имаш. Меѓу нив има и многу литри канабис масло, кое што исто така не смеело да го има, тоа се треба да е под строга контрола, но еве, власта е виновна и ние граѓаните, најавија СДСМ, ќе плаќаме одштета. Глупоштини се не види. Зашто на владата и би одговарало да влезе во пресметка со луѓе кои ете на некој начин тука дошле без вина. Легален бизнис е. Легален бизнис. Така. Обратно е прашањето. Зошто вие ги браните тие што можеби правеле, ќе докаже обвинителството, криминал, индициите се јасни. Ова е наменето за црниот пазар. Затоа што ни мораа да ги бранат. Затоа што ни им давале пари за да влезат, за да земат лиценци. Ви имавте огромен суфицит на лиценци. Едно време повеќе можеше да се најдат лиценци за канабис, отколку маски за ковидот или и на раквици или тие базични хигиенски средства. За вакцини да не правиме мула. Вакцини да, кинески со провизијата на Венко, но ја го иронизирам во смисла на тоа дека од тие луѓе они земале пари.
И јавна тајна е дека фамилијата на Заев се занимава со овој бизнис. Они бара или акции, братучедите. Или акции, да. Па се сеќавате Трајче Заев, мислам дека он беше првиот што направи во Дубај простор да си заминат, беше вмешан во една политичка акција на ДЕА. Мислам дека беше неговиот возач беше да, беше вмешан и околу командирот полициски близок токму до семејството со многу фотографии сликани, гушнати на ручеци, не ова поминуваме, не ова како што ги пуштаат оние одиш ти денеска си во кампања, карикирам за локални избори, ќе се сретнеш со 500 луѓе, со 300 од нив ќе се сликаш и опис дека не, кога седиш со некого на ручек, и тоа кога седиш со некого на ручек и во кафеана повеќе пати, тоа не е име сретна на улица, ова е веќе седенка. Седенката е многу поблиска работа, тука веќе има многу подруга хемија него на другото. Денеска можел тој да седи со жената, со сопругата, со секого на ручек, он беше седнат со луѓе кои действуваат во овој бизнис. Прашањето беше како се дозволи да се компрометираат истрагата која ДЕА беше официјално тука за да рашиси со зголемени видови на криминал врзани со наркотици. И тоа е прашањето кое задира директно во фамилијата на Заев. Друго, јавна тајна беше и по социјалните медиуми, затоа се играат предпоставки дека они или бара акции на овие што влегуваат, или бара пари. Ако вие платиле во СДСМ, на вистинскиот газда на СДСМ, на тоа што е во Дубај, овие мора денеска да ги бранат на пресконференција. Тоа е бизнис. Сум ти платил, ќе ме браниш. Нати го дај ми го. Во таа смисла ние се можеме да очекуваме, може и протести да има дизат потежерите. Да ги направат политички реваншизам дека е ова, а тие политички затвореници пандан, мислам, иако е карикатура целата приказка, но оние вистинските политички затвореници кои што беа со СЈО или пак браќата од 27 април и да излезат Венко и компанија да протестират. Мене не би ме зачудило искрено. Да видиме такво нешто, протести за овие собственици на плантажите, затоа што, како што кажа и ти, некој некому должи. Да, ама... Јас сум си платил тоа што требало да си платам, односно, знаеш како функционира? Па платалите од Софија има нели предпоставки. Вие се заложници генерално на криминални или странски разузнавачки служби. За жал, проектот на СДСМ на тоа се сведе. Да они се заложници или на домашни криминални банди, или на странски разузнавачки служби кои имаат агенда која не коринспорира со националната, државната агенда. Не ме чуди мене они да протестираат и да блокираат затоа што во заштита на тие луѓе кои имаат никаков инпут во земјоделието или во буџетот, напротив се занимаваат со производ кој лесно завршува на црниот пазар и действува така како што действува. ВМРО ДПМН има и идеолошка одговорност, Демократичка партија, Народна партија, и со вакви дејани не треба се справи. Мене ме чуди како СДСМ дојде во ситуација да користи средства и да биде заложник на мокна канабис мафија која е многу генерално мокна и во Југоисточна Европа. Но и веројатно им требале пари за да може да спроведат агендата, бидејќи вие немате никаква логика ако доброволно сте немате економија, веројатно не беа слаби стварно во економија, слаби беа во финансии. И тоа е редоследот на логиката дека вие морало да најдете пари за себе, да се избогатите и да имате пари да спроведете агендата. Инаку, зошто би имале вие да се шурувате со криминалци? И во тој бизнис позадината може би да бидат личности, имавме истражувања кои се тие ликови кои влегуваат да се занимаваат со таков бизнис. Се сеќавате, едно од Израел беше мислам нека од Блискиот исток кои биле обвинети во своите земји. Значи секој здрав нормален бизнисмен не би се занимавал со тоа. Оние лажно продаваа приказната дека тоа ќе биде за некакви медицински цели. Е научно докажано дека канабисот вас ви помага во можеби специфично во организмот ако имате тегоби или имате болки, ама дека ќе ви излечи од канцер не. Но тоа беше пропагандистички, го сеќавате по социјалните медиуми дека еве канабисот ќе помогне на многу малки заболувања. Тоа беше пропаганда да народот да Иако лекарите издегува и вика не е точно, има сосема специфични како што кажа начини на употреба во специфични случаи. Они не слушаат ни здравствено ни лекари, мислам, они немаат никаква допирна точка со се што е законодавно и логички и наука, оние одеа контра сето тоа. Значи,
Агендата беше да се распадне државата за да си остварат своите финансиски цели. Се сеќаваш на оној резил што го јадевме тие 7 години, меѓу другото, поврзано токму со оваа марихуана приказка, јас многу добро се сеќавам и еден колега подсети деновиве, имаше еден фраер марихуански тајкун, се вика Биг Мајк, еден така 4 глави поголем од Заев, него викаат Биг Мајк Забадиела, кој што дојде тука и кажа дека ова што се случува во Македонија е прекрасно и ќе направи марихуанска мека во Европа да бидеме, ова ќе биде фантастично. Мислам, и после тоа испадна нели потребата со барањата за сакаат со европско знаменце да го протнат законот за марихуана. Да но сите овие приказни, знаеш, блогата, се сликаше со Заев среде влада како што се сликаше и со црногорскиот принц, која срамота беше тоа, па потоа она тролањето што беше со овие двајцата руски пранкери, нели, што беше и се многу работи се случува. Со дака генералните секретари, ако се сеќавате, многу резил имаше. Криминален облик на действување. Вие немате таму никаква политика, никаква идеологија, вие имате криминал и криминал. Се сеќавате дака заврши на црната листа на САД. Комуникацијата беше со луѓе на Заев и на Рашковски и така натаму. Понатака на црната листа тоа што потежираат одредени личности кои беа тогаш ви се примери во оваата на СДСМ. Да, беше само Биг Мајк. Така, да. Видете, они се фалија дека не треба да мека и мегина на марихуаната. Меркел имаше и од СДСМ, да. Да. Но видете, тоа пак имплицира дека генерално не се 7 години нема никакви реформи, нема никаква агенда. Што е пофалба дека сме биле ние марихуана мека и медина за марихуаната. Што ќе ни донесеш на тоа? Нас, кој имидж ќе го донесеше сериозно? Како можеш да се фалиш со такво нешто, резил? И јас се сеќавам дека они пробуваа по секоја цена тој закон да го протнат и плаќаат добро тие канабис мафијата што беа тука веќе стационирани, да нема блокади, да нема тогаш деловникот дозволуваше да се блокираат законите со амандманска расправа и амандмани. Не помина, мислам дека не помина. За среќа, да. На среќа, не знам дали има тогаш можеби некоја дилема со бизнисот со ДУИ, не се договорија како ќе се дели. Во таа смисла не помина, ВМРО беше многу жилав тогаш и направија пресметка дека тоа нема да помине, но ете, они се заложници на тоа. И за мене тоа срамота. Вие денеска имате толку предизвици во светот, во економијата, во државата. Која сериозна опозицијска партија можете сосема различна траекторија да протажирате во политичкиот јавниот дискурс. Они не се важни вести. Се е антипод на нормалното. Они локални избори, резолуција за Бугарија. Сега имаат проблеми граѓаните, они се занимаваат со канабис, со дрога, значи цело време они одат контра нормалното. Сега прашањето легитимно е дали они имаат капацитет воопшто да водат партија или местна заедница. За држава не станува збор во наредни 10-15 години. Така, побара, бидејќи така мене ми личеше тоа, да нема предвремени избори, како со контра муабетот, Венко повеќе пати, иако премиерот повеќе пати исто му врати, му рече нема шанси, му кажа зошто треба да ги враќаме долговите што вие ги направивте како влада и така натаму и така. Време е за реформи, ако има избори не може да има реформи, но тој постојано, еве и денес да го прашате, ќе каже власта ќе прави предвремени избори, тоа е факт. Мислам дека со тоа си ја ишкамувате од капата, зошто? Затоа што ако има предвремени избори, ако некој треба да се моли да ги нема, тоа треба да бидат СДСМ, затоа што се свесни дека се катастрофа и мислам дека оној резултат на локалните ќе биде прекрасна слика за она што им следи. Сега, постефектот е втор пораз, тоа би било на Венко Филипче. Еден помина, ајде бил тазе, му простија и народот и сите, односно членството. Втор пораз веќе нема да му прости оној стопанот од Дубај, предпоставувам. Дали мислиш? Ќе му прости. Не, да. Ако ама видете, премногу извозеа заедно? Па видете, премногу извозеа луѓе, не само премногу извозеа моторизадо, да. Да. Но видите по која логика он оди. Он прави мобилизација на членството, бидејќи тоа членство веќе му се девастира. Значи се разводнува. Тој процес за да го запре, му треба мобилизација и он протежира избори. Првиот елемент. Вториот елемент, он има се повеќе афери кои ќе треба се справи. Кога ќе дојдат избори, нема да ги има. Се надева дека нема да ги има. Еден куп. Има проблеми во внатрешноста на партијата. 6 табора. Да, табор има. Предишната група не му десува. Вие имате координатор на предишната група кој кажа дека најавил дека ќе се полече.
Третиот елемент е тоа што он, ако се биде поразен, има на Конгрес мандат, изгубил брзи избори, немал време да се подготви политички притисок, он останува. На СДСМ му одговараат само брзи избори, за да они си останат во овој талок каде што се. Се што ги изфрустира. Што не им влегува во шемата Христијан Мицкоски. Бидејќи за нив е атипичен политичар, он има 10-15 чекори пред нив, интелигентен е, не покажува емоции, константно си е ладен, не им влегува во играта затоа што државата му е пред СДСМ и пред победата која ќе биде многу поубедлива отколку ова што беше сега. Тоа е факт, да. И сега ако вие имавте лидер кој е надвор од шинелот на Мицкоски, да сака да ги дотепа, а затоа што вие треба подолго да владеете, тогаш можеби ќе имаш, но имате и вие одговорен профил на човек, ултрадемократски ум, кој не сакаше да си го продолжи мандатот во партијата, не сака избори за да не ја троши економијата, не е тоа сериозно кон граѓаните, бидејќи изборите прават една непредвидливост, имате многу трошени ресурси, застанува целото општество. И се он е државотворен, он е одговорен кон државата и кон врсниците кон приватниот сектор. Вика, јас сум јак, мокен сум, но ќе имам избори тогаш кога тоа е време, односно ќе имаме редовни избори, јас морам да санирам државата. Они имаат фрустрација од тоа што некој мисли дека државата е победител од нив. Они се живи кога има избори. Неверојатно, како може и они се видливи само кога има избори. Ако вие мислите за државата, они не се видливи. Тоа е тактиката на СДСМ и тоа е погубна партија. Но видете, знаете каде ви текнува на Бранко избори, сакам избори, кој му дадоа избори, беше потоп. Нека не го провоцира ВМРО ДПМ на избори. Новиот извршен комитет и луѓето кои се внатре се машини, без грам никаков негативен бекграунд. Една афера за секој цел извршен комитет ако може да излезе за СДСМ. Тоа ги фрустира. Они се луѓе кои знаат да водат избори, овие немаат ништо, кои паднат на овој извршен комитет и го има СДСМ. Фани? Да не ги редиме тамо, на кој ќе му на Николовски, на Христијан, кој ќе му парира тамо? А Јон. Да, Јон веројатно. Јас мислам дека Јон добро, Јон новиот лидер, ако Филипче го тргнат, па Јон и Богданка, тие двајца се освен Филипче на екран. Јованка не верувам премногу, но мислам дека Јон е, ја би типувал на него. Па така би било добро тоа. Да. Па не, ако наместија претходно еден лидер кој што имаше 10 афери за себе, зошто да не наместат сега повторно друг лидер кој што има? Да, Заев ако го ставија тамо, сите сега моментов се подобри од Заев. Сите. Тамо што се во извршниот одбор и тоа е, знаете како кога ќе поставите вие репер и кога ќе ставите олимпиец да скокне на таа далечина во смисла на таа греда и така тоа е веќе основата. После Заев таа ниска греда е таму поставена, секој може да скокне, лидер може да биде било кој подобар од него, така да и он е исполнува нормата. Да. Ама тоа е лошо и тоа е шално за СДСМ и дојде во ситуација да компрометирани ликови и во дипломатијата и во Министерството на внатрешни работи, сега гледам Фршко Хекто или по медиумите. Не знам дали е свесен дека никој не го слуша. Мислам, како заборавил луѓето, јас сум имал доволно години кога сум бил свесен како он го водел МВР, како он го водел МНР, што пишуваше Глигоров за него. Атентатот вчера, реминисценциите на атентатот и што се правило во МВР и во одбрана, дека се криеле докази, дека се криело дека е украден експлозив и детонатори за да не се окаљаат ханџиски и фрчковски, мислам, премногу е. Тогаш во пост југословенскиот распад сите нормални држави во соседството Југославија ја опремува полицијата, знаеа дека ќе се соочат со транзиција, дека тоа општество ќе биде подложно. Коњи и реба, ношери, слики и така натаму. Таа смисла тој профил, сега вие сакате од синот. Не доаѓа од таа гранка, таа круша, па ја круша, тоа е. И сега мене не ме чуди, претпоставувам граѓаните, пошто се знае тоа како оди. Мене искрено, као Милан, ми е криво што СДСМ дојдено до таа фаза, да ние се анализираме што рекол постариот Фршчовски, помладиот, рекла Богданка, Андрей Джановски на Пењуслава, толку ќе биде јак СДСМ колку што падна трибината. Значи, он беше најнеуспешниот градоначелник во општина Центар, сам да се разбереме. И сега тие што го обликуваат јавната стратегија на СДСМ. И тоа е она што нив ќе ги следи во иднина. ВМРО ДПМ не гледате, не ги брои за релевантни, они се терат со приказка и тоа е тоа, да.
Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме и за модуларната што беше изнесено, исто нешто што го знаевме сите, ќе зборуваме и за Safe City, нешто што беше најавено како потоп апокалипса денес, ама не се случи. Се враќаме веднаш по рекламите, со нас е Милан Стефановски, останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Милан Стефановски. Зборувавме за многу теми, а начнавме и темата модуларна болница. Токму Лелва Кадрио изнесе наводи за тоа што се случувало таму. Исто, повторно оној ефект на дежави, повторно оној ефект на веќе видено и на веќе знаено, што е наш комплекс македонски. Не сме Ајнштајн нација, ама многу работи знаеме, бидејќи се премногу Ачик Милан, премногу се гледаат од авион и мирисаат многу уште подалеку, за да не ги знаеме. Знаевме што се случи таму, знаевме кој е виновен и сега убаво беше да излезе повторно еден човек кој што учествува во истрагата и да ни каже се случи тоа и тоа и тоа, се нацрта, нели, Јовески тогаш, а не требаше да биде таму. Сите докази кои што водеа кон тоа што не одговараше на власта, Кабелот тргна, кабелот беше, па сватија дека ја претераа, па осудија двајца лекари, економскиот и медицинскиот директор, нели, што нема благе везе, тоа им е донесено таму и ставено. Повторно таа лоцираше вината каде? Кажа, тој во власта, пола влада рече треба од СРСМ да падне за модуларната. 14 живота. Тогаш исчезна, изгореа во таа стапицата. Но главното беше, вика, најодговорен е министерот за здравство. Тука завршува приказка. Модуларната болница и горењето беше афера пар екселанс. Они пробаа да ја покријат со многу спинови, со многу состојби. Секојаш вадеа од СЈ некој предмет каде што ќе биде окупација за јавноста. Ковидот им помогна таа пропаганда да се подзаборави, бидејќи луѓето се беа исплашени реално за себе. Но нема случај во светот да луѓе се лечат од корона, им треба воздух и воздухов да ги запали живи. Еве, седнете истражувате дали имало такво нешто. Так. И во Бангладеш, и во Индонезија, и во Индија, тие болници кои адхок се градеа, имаа некаков квалитет и некаква стандардизација. Вие, тоа беше бизнис. Такова болница да пуштите во употреба. И при тоа настрадаат луѓе. Најголемата морална одговорност и вие си поднесете оставка. Па нека докаже судот. Никој нема проблем, ако сте невиновен. Да имаш морална доблест за да го сториш тоа, прости. Но требаше такво нешто ти се случува. Мува не ги лазеше. Можете да живеете, знаете како, сите има вакцини, кај нас умира луѓето од немање вакцини. Сите наоѓа респиратори, нашите граѓани умира бидејќи немаше доволен број на респиратори. Сите се лечеа со некаква се терапија, нашите луѓе умира бидејќи немаше терапија за ковид. Сите тие антикоагуланси терапии, витамински и така натаму. Сите има можности да изградат брзо капацитети за да ги спроведат луѓето да или да ги пренаменат капацитети. Нашите луѓе умираат по дома. И вие ако имате таква ментална совест, да немате никаква одговорност и да секој ден по 10, по 20, по 30 мртви, да го живеете на некој начин тој моментум на таква трагедија, 14 изгорени луѓе за таква псика не е нешто што би можело да го срози како единка и како човек. И да се случи тоа, колку да сте вие силен, вие треба да изразите некоја емоција. Кај него немаше ништо. Ја не се сеќавам дека он имаше психолошки слом, како секој нормален човек кој има. Гледате кога се случи трагедијата у Кочани и примете ги експресиите на луѓето, на сите овие кои си денеска, Панча, например. Емотивен прв човек на полицијата, ама кај него се Панча Тошковски, мислам. Комплетно човекот се смени после таа трагедија. Човечка емпатија кој немате. Вие немате емпатија ниту за државата, ниту за ништо. Затоа треба повторно правителството се да поведе постапки во делот на тоа што се случи, тоа беше злосторство. 14 луѓе да изгорат е тероризам. Не е тероризам ова за 27. 14 луѓе да ви изгорат е буквално субверзивно дејство на системот. Вие не сте го предвиделе, не се го предвиделе системот и вие сте изгубиле 14 луѓе. За тоа треба да се занимава општеството.
Вие имате шпионажата, субверзијата, уцената, да работите за центри е нарушување на уставниот поредок. За тоа треба се земе општеството. Не ова за 27. Се треба овие што креира, овие да настрадат за истава, по истава кривично дело очленот од закон, од кривичниот законник, кој што страдат овие луѓе невини во што се во затворите. И карамата ќе се врати. И тоа за многу потешки кривични дела, каде што луѓе изгубија животи, вамо не му фалеше ни влакно на никого, освен некои гребнатини. Нели имаше се тоа процедура и можеше за тоа кривично дело да се одговара. Во таа смисла за моделната болница неколку пати имаме дискутирано, тоа треба да биде меѓу приоритетите. Така, едно црно петно што мора да се расчисти. Да горите, а сте борите за живот и за воздух, се заболен од корона. Сите ние имаме наши родители или браќа, сестри, роднини и да ги изгубиме од пожар, а се бори за живот за корона, тоа е нешто страшно. Премногу ги местат, Милан, постојано некој ги мести, така што нели некој ги мести еве сега за модуларната болница, еден вице-премиер и еден министер се директно вмешани во тоа и пошироко влада кој што вели лела половина треба да летаат. Ги местат за Жан Митрев и таму ништо не направиле. Кога ќе видиш повторно истиот човек, ги местат за ковид вакцините и таму ништо не се случило. Ништо не се случило ниту со јагленот на вице каде што некој доби джип од 130.000 евра па потоа го продаде. Ништо не се случува на ниедно поле од овие. Никој не е виновен за онкологија. Имаше и анкетна комисија која што лично, гласно, убаво се утврди вината и е насочи повторно кај кого? Кај истиот тој кој што постојано го местат криминал од 35 милиони уништени еден куп животи. Кој знае колку луѓе, да не се лажеме, починале поради тоа, а не па стресот што го доживеа, не па ударот врз имиджот на институцијата, но 35 милиони евра ударот врз буџетот. Па клинички до сега имаше 4 катни гаражи за тие пари. А овој биолошки тероризам што се гореше отпад Радко кај што заврши Капушевски. Тоа е 160 милиони. Па можеме ли да докажеме колку луѓе умреле тогаш? Да, но знаеш една работа што вчера баш ја коментиравме со пријатели, годинава нешто многу ветер не дуваше. И некако воздухов беше 3 дена, 4 дена на граница да биде лош. Не е постојано нешто вау, ама катастрофален како што беше тие минати 7 години, знаеш, повторно ќе рече некој теорија на заговор, ама тоа се факти, беше за воздухот каков што беше и сега наеднаш па не се тоа теорија на заговор, значи видете експерти на Стапија кои се во животна средина екологисти. Тој отпад да се согори колку протежира загадување и какви честички протежира во воздухот и колку страдаат белите дробови. Па и еве ова со што го спомнавте со онкологија. Вие идете се лечите и ви убиваат, идете се лечите од ковид, горите. Тој систем беше протежиран, проектиран да губи животи. Губише државата, губите животите. Идете се лечите, горите, идете, не Боже, од малигно заболување сте, вие сте мртов, со тоа што имате апликација на непотребна терапија и така натаму. Сега вие имате и војската се вика командна одговорност. Рибата смрди од Министер за здравство сте биле, имате афера во онкологија, имате во модалната болница. Веројатно министерството треба да се испита дали некако учествувало во давање на емисии за лиценци за канабис. Значи, вие каде што сте биле прв, ако мотивот бил пари, тогаш вие имате ваков систем кој што ќе ги броиме мртвите, дали изгореле, дали умреле од лоша терапија на онкологија. Генерално тој систем тоа го давал. Се за тоа треба да има одговорност. Ако на онкологија починале толку, изгореле 14 луѓе, не знам, за тоа треба да се поведе истрага. За тоа треба јавниот обвинител да се отвори постапка. Так. Вие имате изгубени животи, така, во кривичен законник и предизвикување на општа опасност, со предизвикување на смртни последици, исто кривична одговорност. Макијавели вода да им носи буквално кажано, целта ги оправдува средствата, во овој случај целта се парите. Сега они сигнифигим, се Жан Митрев бил во ред, да се погрижиме за да јавниот обвинител да се погрижи како е преземена болницата, Европската очна болница до Санте. Так. Како сосвеници имаат друг сосвеник, еве, да се заинтересираат околу тоа. Уште тогаш кога СДСМ беше на власт и тоа кога почна аферата со Жан Митрев, имаше протежирање на вести кои градеа претпоставки дека заинтересирани се
Заев и Филипче да купат го приватна девалвира болница. Жан Митрев преку своите медиумски касапски кутриња, за да ја симна, тоа е наједноставен начин да девалвираш некого, ја симнуваш цената. Цената и дури му одловуваат замрзнатата сметка, и ти се заканувам за да може да ја продаде. Во затвор меѓу другото и ќе те казнам така и така, а од друга страна ќе ти кажам, ќе ти помогнам и за судот, ќе средиме се. Ма сите пологи има и па зошто е тоа чудно, ако тоа за 27 односно за САЈО функционирало на многу луѓе. Истиот системот е изграден, тој си функционира, дали било за Жан Митрев, дали било за некоја друга болница, дали било за Пелистерка, дали било за имамеше многу, нели Империја 1, Империја 2. Да, тоа е било, значи вие земате пари, го спасувате, го држите секогаш под контрола и го правите и бизнисот, го уништувате човечкиот живот. Таа матрица е. Еве за крај нешто што добро се случува кај нас. Зборуваме за Safe City, возаш си, гледаш што се случува, како се случува, беше најавена апокалипса денес, СДС застана против безбедноста на граѓаните. Тоа е факт, нека зборуваат дутре са бајле, се вадеа на глупост која што се викаше, ги снимале камерите, биле загрижени за тоа кој ги снима камерите, снимаат од 2012-та, не беа загрижени тогаш околу тоа кој кого снима, но еве, Safe City функционира, имавме минатата недела за една недела 4490 прекршоци, од кои што 600 и нешто странци, ќе речат наши биле, многу мегајли имаат странски државјанства, значи чим имаат странски возила, но ако направиш математика ставајќи ги нив во приказката, се добиваат 600 прекршоци некаде дневно. 120.000 прекршоци имаше првиот ден, кога веќе се знаеше дека функционираат камерите. Значи, да не знаеле дека функционираат, ќе имаше 150-180.000. Разликата е 200-300 наспрема 1. Ако ова не е резултат, и ако ова не е резултат дека спасени се животи, статистиката покажа 12 животи помалку изгубени за тој период тогаш и тогаш, ако тоа на некого не му е доволно, не знам, навистина. Ние сме држава кај што треба да има ред. Мислам дека сите граѓани сакаат да имаат ред. Но кој се плаши од ред, анализиравме, и кој се плаши од камера. Јас се плашам од камера ако сакам да земам да крадам. И се плашам од камера ако сакам нешто да правам лош. И некој зошто би се плашил ако ги почитувам законите. Па добро, они кои доаѓаат со авиончето, кога кажа дека по трети и пети пат добиваме датум за преговори. Таму кај што беа нема камери, нема интегриран систем за безбедност. Тој систем ние што го сега аплицираме и го надградуваме и они го имале од 2012 година. Не бил небезбеден, не може да направи злоупотреби. Значи, вие не можете да компрометирате нешто, ама ова ќе ме злоупотреби. Може да те злоупотреби ако земеш да правиш криминал. Оттаму тоа е една многу лоша приказна на СДС, само не знам зошто им требаше. Гледам и Дуи влего во таа приказна. Луѓето сакаат ред и поредок. Човечкиот живот, еден, да спасите, цел предвреди. Еден човечки живот изгубите, ништо не ви вреди. Не знам како може да компрометирате проект кој вас ви дава безбедност, сигурност и за децата на тие политичари, и децата на тие претеници. И тие ќе имаат бенефит, без разлика дали можеби ќе настрадат од некакво кривично дејание, ова не е само за сообраќајен прекршок и лошо паркирање. Што ако се случи некоја кражба, убиство, напад, не може ли камери во Safe City да го лоцираат многу побрзо тоа што било претходно? Во таа смисла, за брзо време со некои анкети ќе видиме дека граѓаните масовно ќе го поздрават овој проект. Генерално луѓето треба да се навикнат дека имаат правила и овде и секаде и таму кај што одиме кон Европската унија, тие правила се дури и поригоросни. Ова ќе влијае и на останатиот дел од системот на општеството. Полека одат работите, но треба да тргне од некаде, па ќе сватат и на други места дека не треба да се однесуваат како што се однесуваат дел од граѓаните. Знаеш, кога ќе влезеш и ќе видиш дека има систем во нешто, продолжува, мислам, приказката. Да, така се развива. Потребно е Николицов да стане нели од семе да изгради една компонента која што после тоа ќе се развива. Најтешко е вие да почнете. Кога ќе почнете, тој систем било каков ќе се надоградува и ќе има поддршка од граѓаните, но најтешко да почнете. Ако ќе почнете веќе ќе биде полесно. Така велат и најдолгиот пат почнува од првиот чекор, така? Сега го направивме, па се надевам дека нели ќе чекориме како што треба. Се надеваме. Ти благодарам што беше мој гост. Ви благодарам и на вас. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.